Филип, добар ден. Добро ве најдов. И добре се најдовме во новиот подкаст за джез музика, джез од денес, кој што се нарекува. Сега кој е Филип Динев, ама денес кој е Филип Динев? Стана многу касно, обожавам да стане многу касно кога нема работа и особено кога има свирка. Така да тоа ми е некој guilty pleasure. Аха. Ама Гасам телефон, нема airplane mode и кој се јавил, се јавил. така. Од професионална страна, денес и кој? Па јас се сметам за професионален гитарист, тоа ми е као стручност. Свирам, тоа е, нели, она прва, а све друго правиме што треба. Да, супер. Да платиме кирија, да она. Точно, пошто треба да се плати кирија. Треба да се плати кирија, И да. кредит. Апсолутно. Многу битно. Добро, И нови гитари се купат. Така да, секогаш треба уште една гитара плюс. Никогаш Пошто не си мања гитари. Да, дури има и такви моменти кога не знаеш дали ова е последната или си самиот се убедуваш како она велиш ова е последната гитара и после 6 месеци ти текнува дека уствари не е баш така. Океј, Филип Динев е инаку дипломиран джез музичар и магистриран, Да. магистрант. Да. Така да ајде малку за каков беше патот твој за да стигнеш до тоа што си денес. Па трнлив беше најверојатно малку и чуден. Ја првин студирав нешто друго, кој ти знам дека ти студираш. Така е, нормално. 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 Математика и физика, ора. Да, математика. Се машински нешто Тоа на многу година интересна студирав. приказна со тоа студирањето со предметот математика, знаеш? Не. Ај ќе ти кажам на крајот. Ќе кажем. И така, нешто една година да траеше, и викам, знаеш, ама цел живот свирам, така да што знам, свирав, импровизирав, онака. Мали свириме дома, нека музичка фамилија, брат ми свири, татко ми свири, студио имаме дома, нешто тоа беше као цело време нормално и беше као ненормално да не се запишам на музика, или иако тука средина да еднако има некоја стигма као Балканот се игра некоја safety варијанта, као цело време, као да е, знаеш, а после сваќаш ти врска нема, ништо не ти е safety у живот, и мора да си тоа што си И ти. вака и така е исто ти се фаќа. Тоа и вака и така исто. Првно отидов на Беркли некој, мало бев тогаш, што знам, Така. 18-19 години. Примија таму се некоја делна стипендија, али тоа ништо не ти важи таму пошто е прескупо и се запишав после на УГД, Штип, кај Така. вас. Супер. И како Да, ти беше? таму се запознавме, така. Да, во Штип како ти беше? Па беше кул, мислам, нормално. Млад човек. Имаше млад човек. неколку луѓе со кои што музициравме, тоа беше окей. А за услови тоа ќе збориме после тоа као Македонија, сите услови многу сме слабо во спортот со Да, ама таму сепак, кај што сум студирал на Така, пример или ама кај што сме видели што се случи. сепак ако направиш паралела дека пред 15 повеќе од Немало 15 ништо. години кога немало ништо и сега наеднаш се појавува джез академија во Да. во Штипи, едноставно, значи се смена цела современа македонска джез сцена, реално. Е еден од главните Фактори као да. фактори е токму джез одделот. Па- Што мислиш ти на таа тема? Па да, мислам, што знаме на време, мислам ти бев малце тој принцип на едукација и институционализираност ми беше малце чуден. Се уште ме, али мислам дека се поише и поише го поштувам. Мислам, генерално е одиш кај некој што има некое знаење што тебе ти треба. Дали ќе отидеш кај некој мајстор што тебе ти каже прејак сакам да учам од ова или ќе отидеш на факултет или на нели? Мислам принципот е релативно ист, така да Собираш искуство, каде и да си собираш искуство. тоа е тоа, да. Така и Нормално, мислам, има простор за многу напредок, создавање на многу поише услови, мислам, неспоредливо што имаат на Добро, страна што имаме. потоа во еден период проложи во Будимпешта, живееше во Будимпешта. Да, така четврта година таму ја завршив и Кажи мислам како беше процесот да стигнеш до таму? Тоа е многу. па има една тоа- програма Erasmus тоа е размена. Тоа е многу битно за млади луѓе кои Па што ќе како го не, гледаат овој апсолутно, подкаст и апсолутно. ќе речат чекај, ама Филип знаеме дека студираше во Во Штип, Будимпешта. ама после па се појави во Будимпешта. Да, така, тоа беше некако, што знам, пресвртен мислам момент да за мене лично и да се свестам онака, аха, вака се свири. Знаеш, Будимпешта има она тоа се као посебна држава во Унгарија, што се вика. И цела джез сцена е релативно таму концентрирана.
има премногу талентирани млади, стари, сите се мешаат музичари, што е многу окей. Се свири цело време, 3-4 jam sessioni на ден. Се цепа оно и traditional, и modern, и кога ќе видиш тоа као jam session има у понеделник, ами у среда има, ами у петок и у сабота има. И са, знаеш, а ние живеевме баш некоја екипа таму на сред центар, како што се вика, се ни беше многу близко. Така да тоа беше супер искуство, малку да видиш како некој друг по-мајсторски го прави тоа. Исто свиравме у Big Band, ја ги запознав дечки од првиот албум, така и така го снимивме тој некој материјал. Супер дружба. Добро, кога сме кај албумот, првиот албум ти се вика Светло. Првиот е Светло, да. Многу интересно дека луѓето од Будимпешта ги донесе во Гевгелија, така да и го снимавте во Гевгелија. Ај малку за таа приказна кажи. Тоа беше некако бидејќи да донесиш 20 плюс од Унгарија и да организираш се и да направиш се малце тешко, така да, затоа што се уште немаш менаџер, се уште немаш продуцент, сам си свој мајстор, или како се сам сум свој продуцент, да и на двата, да. Како сите џез музичари во Македонија генерално што се сите се сами прават. Ајде малку за таа приказна. Па не знам, мене тој аспект најверојатно на снимање, медија, она ми од мал, значи штракам свашта, значи од дизајн, од видео, од аудио, така да све ме некако концепирам као тој процес ми е као лесен, али не е тоа најпресно. Најпресно е ти да имаш музика као и да снимиш. Така. Соработам со Ѓорги Вацев, он е прекрасен лик од Гевгелија, исто беше студент, само не знам кај му е досието. Само време му е да досие поздрав до Ѓорги Вацев, мислам заслужува едно така внимание. Одличен, преталентиран. И така да он беше дефинитивно уклучен во процесот и во првиот и во вториот. Заедно со него многу лесно се разбираме и на многу слична бранова должност сме, што е многу чудно. Извините, прекинав. Не, јас ќе те прекинам. Ја за снимање на албумот ми беше многу интересна приказната, дека имаш изјавено дека кога бев мал и тој домот на култура и што и да е во Гевгелија ти звучеше некако многу чудно, многу поинаку, ама кога се вратив после 10, 15, 20 години да снимам и ми излезе некако чудно убаво. Точно тоа е, мислам, тоа се вика пионерски дом, нели, југословенско име, е таков еден мегаломански малце изграден од време на Југославија и е изграден доста плански и доста како и се у тој период. И нели, кога се мал таму, ти буквално е на 15 метра, на 20 метра од куќата кај што не. И мало се те влече таму, као не те јасно, чудно е, али кога чув како звучи, мислам ја така ги проверив некој простор, едноставно на ambience и во имаше онаков баш продуцентски реверб, без ниски, без високи, само некои средни. Flat. Да, само знаеш онака со high и low филтер и само средни некој, ама долг. Онаков лаш, викаат лаш реверб. Долг и тоа ми беше као, и така звучи целиот. Мислам дека албумот нема и може да има многу малку као VST, као FX реверб, мислам дека може и да нема. А звучи ми многу амбиентално. И така да ми се погоди, тоа така ми беше и концепцијата за звукот, тој период малку побавни се темпата. Јас сакав да ја должам, што ми фали сега, на пример, сега па во вториот па тотално обратно. Уште едно прашање, а зошто ставаш по еден или два стандарда или популарна песна во албумите? Па нема, цело време фали. Да, не мора да се 7, може или 8. Може да се ама со 5. Треба минимум 40 минути да имаш музика, барем 40 минути за да биде она целосно издание. Треба и не треба. На пример сега на новиот исто има 7 ствари, а трае под 40. Ама мислам да стигнавме до некоја ја бараме, тоа е некоја занајатска најверојатно нешто што сум вака го интернализирал тебе као што влегло е, не мора толку да се долги. Као песните, композициите, мислам, ние може да ја тупиме, али може да се каже само она што треба и доста е, као што има повеќе. Има таму нови албуми, имам песни по 3,5 минути, а све е кажано, од А до Ш, значи Сами си да имаш 17 композиции на еден албум, или има и такви? Има и такви, да, свашта. Кој како му одговара, нема правило најверојатно, џабе. Так.
сега во наредниот период од животот живееш во Хамбург на магистерски, таму магистрираш. Да, значи го снимивме овој албум, а ја пред да го снимиме, веќе отидов на аудиција, ме примио во Хамбург сам, без веза, на Google Ама Maps. јас знам и процесот кога беше, кога аплицираше за Да. аудиција и тој го знам. А не знам ако се сеќаваш, кога се возевме во колата и кога ни кажа со Тони дека ќе одиш во Хамбург. И Да, кога не да, знаеше да. дали ќе те примат. Не знаев дали ќе ми примат, тони беше кап. Те примат, јас така, Примат. Те примат. И стварно не очекував, пошто само четворица бевме примени. 8 души имаше на аудиција, некоја селекција, бев ја никој не знам таму. Сака први Берлин, ал викам ај Берлин е као многу голем, дај втор по големина, Хамбург. Jazz Schools in Hamburg пишев на Google и тоа ми излезе окей. Супер беше тоа искуство и да, последните 4 години таму бев. Таму загледав. Добро, а вториот албум па обратен процес имаш, го земаш Ѓорги Вацев, го носиш во Хамбург Да, и пак снимате Ѓорги таму, Вацев. снимате. Поздрав до Ѓорги Вацев. Да. Ѓорги Вацев, видиш, без да сака е некако врзан со тебе. Инволвиран, да, па едноставно естетски ние многу се сложуваме и за некои као аудиофилни работи, ја е многу научен од него, валја нешто и он од мене, али тоа е едно такво меѓусебно учење без никаква љубомора, без тоа не знам, кај мене ја може да збориме до крај, нема тука кој што све. Као и така да он има естетски многу зрел, ја би кажал, многу смисли, така да тоа ми се совпаѓа со мојата естетика. Што ми е битно. Сега за нареден не знам, многу е зафатен нешто. Ама малце се различни албумите Да. и многу позрел ти е вториот албум. Фала. Како беше името на албумот? Роман, со две Роман, Н, така, тоа, да, со две Н и многу ми се допадна каверот омотот. Знам дека ми рече дека ова беше така да го направив. Поздрав до Ване на Косторанов. брзина. Ване Косторанов ме спаси Ама 5 за 12. Многу ти е добар омот, така да, Фала ти. супер, браво. Па да, тоа све, како што кажеш, јас све сам си работам. Тоа така да мислам Сите сами така работиме и имаме по еден плюс кој што ја јас да го по еден плюс мора, минимум еден плюс, Ќе ги да. прави сите омоти за Поздрав албумите, Даниел, за апсолутно, Даниел, да. Цар. Така да. Добро, ајде. Со револуционерниот дизајн за овој Да, Jazz да, Factory. Jazz Factory беше најреволуционерен. Одлично Ќе беше. зборниме за тоа, ако остане време во подкастот. Да. Во ствари имаме време колку што И сега. па има да, сеќаш вака. Ај вака, кажа Ке сеќаш ке лепиш. да, ќе лепам секако. Кажи ми вака една работа. Кажа колку работи има таму надвор. И сега направи паралела со тоа што има кај нас и што ни фали нас. Кај нас има талент, дефинитивно. Има талент, Дали е доволно само талент човек? Не. Дефинитивно ја мислам дека талент без услови е добра формула за тапкање у место. Значи за све, не е само за музика, него мислам единствено што Во Америка знаеш како ги викат те dreamers. Dreamers. Да. The dreamers. Си седиш дома и Па и ќе си кажам, живееш не е пресудно. Јас сега зборам некоја као најверојатно генерална статистика као за сите, али секој пат има и исклучици. Кај нас имаме џез музичари кои што немаат ништо. Филип Демичковски, например, свири од мал, а нема никаква школа, е одличен од секој пат. Така да нема малце субјективно, меѓутоа генерално кога зборам, мислам дека тука има талент дефинитивно. Фали Ако нешто има талент. Ако нешто, па да, мислам и менталитет не е таков, ние сме социјални. Има некоја рок-н-рол традиција на Балканот. Рок-н-рол панкерски. Рок-н-рол па има, дали од Југославија и сите свират по нешто, сите имаат некој што и тоа ја мислам оти е добро, знаеш, мора некој да почнеш на некоја гитара, па како да почнеш? Треба да добро. Сега кај нас па ги нема многу овие уштип што ги има, например, дувачи, уструмици што ги има, значи повише да. Ама не е тоа битно, значи имат Бидоло имаме клавири. Питоло имате клавири, да па има традиција на клавир. Као Будимпешта имаше страшна традиција на клавир. Сериозна школа за клавир. Зошто сигурно има нешто. Штета што само свират класика. Кај ќе почнат да свират и од ова друго. Ке чепкаат и од ова друго. Па Кокемски сте. Сега кога го правев концептот за подкастот, напишав едно многу интересно прашање, затоа што јас сум таков лик и ми идат интересни прашања. Супер. Малце е долго, ама ќе пробај да го запамтиш, веќе. Да. Значи, кои се предизвиците твои да создаваш оригинална уметност тука, во оваа средина, во ова општество, каде што џезот е на маргините,
Сцената е поделена на мали кругови, благо речено секти, значи, Ми се свие како тврдокорно му каде влагаш. поддршката од страна на музичарите надвор од различните уметнички групации не постои. Значи или си со нас или на другото, така, да не го кажам зборот. Минорни се радио и ТВ емисиите посветени на джез. Не на рака можеме да ги наброиме. Изгора на се продажбата на плочи, CD или дигитален формат е исклучително мала. Сега, кои ти се твоите предизвици во оваква сцена? Сега јас можеби малце грубо ја пишав цената, но мислам дека ова спрема тебе мислиш дека е добра дефиниција за сцената? Па да, ја мислам дека имам добра реална слика за тоа каква е сцената тука и тотално пробувам да не сум никако нема тука страни, ама никако сега те едноставно не ме интересира. Со ова сектите сега малце се задува. Јас сум само за секти. Тие ми се најинтересни, само секти. Многу јако, кажи. Да, Scientology, оние други, тие ми се најинтересни. Мислам првиот малку да го одам, првиот дел од прашањето со вториот. Ќе почнем од вториот може позади. Секаде има многу малку емисии за джез, секаде има освен у Њујорк најверојатно и Лондон. Таму е најверојатно пошто таква наплив на креативна енергија и луѓе кои што живеат on the edge. Тоа е интересно. Кога си on the edge, имаш некој survival момент, што ја цело време го имам последните не знам колку години, ама не е битно. Не, битно е затоа што тоа па те тера да Драйв. останеш жив. Да, па имаш некој драйв, мада не е тоа на long term добар начин на живот во секој случај. Но сакам да кажам дека сите се борат. Например, што имам ето пријатели, колеги што сме свиреле Естонија, Германија, Шведска. Знам од прилика какви им се сцените и сите се соочуваат со овие проблеми. Се е илузија ово, нема тука ништо. Ние сега правиме подкаст за джез. Подкаст некаде на интернет, нешто треба сега некој ова, джез, што е тоа? Се е малце илузија, колку тоа таа илузија се негова, мислам дека боле како и се друго. Мислам банка има некој, нели све е исто, све работи на исто. Така да најверојатно треба и ова да го буткаме колку што е можно повеќе. Ама сите ние. Сите. Без разлика дали сме сите. само музичари или сме новинари или сме Апсолутно. да. Мислам дека иде напред. Со места како што сме сега, на пример, во овој свет, значи светски ранг клуб слободно можам да кажам. Со некој оптимизам и пожртвеност од наша страна мислам дека сме на добар пат, али ви, тоа е интересно, тоа е све приватно. Тоа е све од мене, од тебе, од нас. Иницијатива, љубов, некој, тоа е се сега многу е битно, она првиот дел што спомна. Во општество каде што джезот е на маргините, каде што го користат за подкусурување. Да, најверојатно не е на маргините, не знам, кога си од Данска, например, или Швајцарија, ако взимаш по 300-400 евро од гиг, per person, као за обичен гиг, пак е умешана политика, значи цена која што тука реално не можеш да ја добиеш, освен на некаков фестивал. Неизбежен е моментот на да го избегавам овој термин политика, али тоа е државна политика, тие се финанси, колку и како, на кој начин ќе распределиме средства. И прво и основно, кој ќе прашаме? Зашто никој нема до сега не као прашна, добро е, шо е, како? Ви фали нешто, ви фали треба нешто, како може некој друг да е експерт во нешто, ние знаеме кои се тука луѓето кои што се занимаваат на тоа, така да тоа е многу чудно и најверојатно додека тоа не се нема таков пристап кон работите, за секој тапкаме место, потребна е државна помош во секој случај. Особено за култура. Особено за школи, значи имаме неколку средни и па дури и две джез академии во Скопје, во Штип и во Скопје, кај што ние сите знаеме, сме прошли кроз нив и предавате таму дека сериозно е потребна мултиплицирање на буџет, на не е толку кадар, да, внесување кадар, него поише создавање услови. Просто соби за вежбање. Добро, генерално 1-2 студија. Генерално тоа ќе продуцира. Да, те разбирам. Тоа ќе продуцира после генерално output. Проблем кај нас во едукативниот систем е што во средните училишта нема насоки за джез. И тоа не знам зашто се уште музичките училишта едноставно го држат онака, од една страна им се намалува бројот на ученици секоја година,
а од друга страна форсираат класика и само класика, а додека пази немаш традиционални насоки, значи ние во Македонија на факултет имаме традиционална насока, во средни училишта нема традиционална насока. Зошто? Се уште се тие стереотипи од 30, 40 и 50 години ставени, само да биде класика, па на факултет учи джез. Или знаеш како има еден момент кој што вели тие ајде ти не те бива за класика, ќе те пуштиме на джез. Ма не е тоа така, тоа е уствари една друга матрица. Тие луѓе, генерално, луѓе како тебе, како мене или некој кој што решиле на крај на денот да му види живот на професија джезот, тие во средно се поинакви луѓе. Да. И тие не смееме да ги маргинализираме и да ги тргаме настрана. И мислам дека едноставно системот, едукативниот систем е малце треба да се редефинира, да се отворат насоки за джез и за да можат учениците и во средните училишта да учат джез и кога ќе дојдат на академија веќе ќе дојдат профилирани и каде што ќе можеш да работиш на израз, на што е тоа вкус, па нели да решаваш мали ситници, да поправаш или да не поправаш, најчесто не ги поправаш, туку оставаш артистот, уметникот сам да се развива, ама она базата или она основата што се вели, таа од средно не достига. И ти знаеш дека колку пати, еве ти знаеш дека дојде со гимназија, да. Значи до негде е добро да дојде човек со гимназија на факултет, ама од друга страна па да има и теоретско познавање. И она другото што е системско изучување на една материја е многу битно. И мислам дека нешто што од страна на едукација треба да се смени, тоа треба потхитно да се смени, тоа е воведување на джез паралелки во средните училишта низ Македонија. Да, не мора, види, кај нас, ја тоа скоро го сватив, не знаев, кај нас е тоа оставштина малце од југословенскиот систем, што не значи дека е лошо, а не значи дека е добро. Тоа мора да се изанализира убаво да видиш што е добро, што не е добро. У смисла средни школи, музички, кај што учи само музика, нема во Европа. Ја колку што знам, Германија на пример нема. Се иде паралелно. Иде гимназија, иде као State Music School, државна школа. Ама ги иде паралелно. И сега да, таа е некоја дали вака или така, најверојатно и двата начини се во ред, затоа што и они продуцираат кадри, и ние продуцираме таленти, мада што најверојатно они продуцираат многу поквалитетен, генерален кадар. Не зборам за екстра одскокнување. Одскокнување има секаде, и тука има одскокнување. Ти ја знам идејата која. Да, така, значи зборуваме малку за тако да го расшириме на секаде. Така да мислам ти не мора и таму да е ни строго и тоа. Гедур е гедур, у класика, у джез, у народно. Шта е гедур, да објасниме што е гедур. И сите да се изимпровизираат нешто на гедур и сите да научат некој ти да исто гедур. Ја така гледам, ја некад имам периоди кога свирам класика. Не сум онака концертно, можда не памтам. Не влагам у тоа све да погодам. Мислам сигурно нема ништо да погодам exactly as it is. Ама не гледам никаков зијан од тоа. Значи едноставно све е ќар, дали тоа, дали ова. А она слепо изучување на една или на друга насока ми е малку чудно и проблематично и не се слага. Така да најверојатно двете некако паралелно тоа се средува, ова се средува, они у кафана може да го средат тоа, седнат таму да јадат негде и ќе има друга програма, ама не знам кај ја не сум влегол тие, не знам како, дали сите се изморени у тоа што се унивната, као унивниот нейро фокус, знаеш, животот, окей, работа, и као не ја гледаат сликата и немат желба за промена. Се средува, ја мислам се може да се оптимизира. Има услови, има неколку средни школи, има 2 факултета, луѓе, че е малце, ова не е малку. Да, фалат средства за соби, за акустика, за инструменти, за мење на кожи, на whatever, поечалото се поправи. Тоа е маст, тоа е маст. Мислам, ја ако не отидов на страна, ставно не е добро, значи ја кажувам, значи супер, окей, имаме тука е поставено нешто, али малку као на некрај тие се државни пари. Не може никој од сакаме да одиме во ЕУ, ама некиме да изгледаме како ЕУ отприлика. Апсолутно. Иако лоби, приватно лоби, као лобирање во смисла за услови постои секаде. Многу беше интересен примерот со Хамбург. Кога стигнав ја таму, ова што ни беше као
раководител ни кажа, гледате, тука се гради нешто, ќе се гради нов джез хол се вика, одлична концертна сала само за джез. И уствари целата програма, а и тоа беше финансирано од милиардер од Хамбург, што сака Приватни средства. приватни средства, али па некој е лобирал. Сега, ја мислам тој кај нас може да се направи, мислам на толку казина, на толку милионери, со тоа што данок. Таму е така, нели им се цепи од данок и се прави услови. Мада треба да има волја, треба да е тоа на база на волја и при овој тип стварно сакаше джез, он обожаваше джез, тоа му беше и свирал кларинет, тоа му беше валјда ќе се најде некој јунак милиардер што сака свирил гитара и го сакал Кени Борел. Не, се смеам, сакам да кажам, генерално ми беше мојаметот дека секаде е страгал со уметност, секаде е страгал, дури таму кај што не е страгал, па може да нема уметност. Еве Катар нешто сакаат цел време прават, купуваат. Можеш ли да ја купиш уметност? Па најверојатно не можеш. И у Швајцарија има неколку. Ама зашо не е ето Базел најпознат или туку не знам Барселона, Лондон, Берлин се по валјда хап за джез. Значи лоби се има секаде и ова што беше на пример кај нас у Германија, ти услови беа стекнати и со приватни пари и нешто со држави, но меѓутоа сада не го именувам кој е, он е head of jazz department таму. Знам колку напор вложи за тоа нешто да се, тоест не знам колку напор, не можам да кажам ја дека појма немам, само знам тоа беше напор за да се случи такво нешто, кое што сега продуцира со одлични бендови, одлични музики, одлични, значи услови, првени услови за се. Тоа сум увек да, ова е услов, така, сега тука има кај се свириме, пошто веќе сум направил, со Михаил одличен вокал. Пред да стигнеме до прашањето за аудиокултура, кажи ми што мислиш дека тука кај нас фали? Продуценти, промотери, менаџери, не знам, повеќе публика? Све. Ама не е као тоа негативно, него има услови, ето, почнува нешто да се случува. Извините, малку сте прекинат. Тоа беше прашање цело? Спрема тебе што е тоа што недостига? Мене ако ме прашаш, нас во моментот ни недостига джез експорт или музички експорт. Македонија нема музички експорт, значи ние сме црна дупка. Нели, дури сме тотално невидливи на ниедна конференција, ве сега беше Jazz Ahead во Бремен. Јас ако се сеќаваш на мојот Facebook зид ставив црна слика, затоа што македонскиот джез експорт беше ден на жалост го направи. Ден на жалост беше затоа што од цел свет гледаш има продукти, цел свет, а само ние како македонци нас не нема никаде на картата или значи тоа е нешто што треба да го смениме. Ке биде. Мислам ти нешто пресудно ти дали си на Jazz Ahead или не си на Jazz Ahead. Јас сум бил супер е. Ама добро, различно е да одиш како ти, како Филип и да си одиш као прайват, да. Да, ама друго е кога ќе представуваш земја и кога ќе представуваш една сцена, многу поинаку, затоа што и надвор сцената, претпоставувам, луѓето се заинтересирани да откријат нешто ново. Така, ќе вроди плод. 20 години гледаат само Германија, сакат да видат нешто екзотично, затоа што ние во очите на луѓето од ЕУ, претпоставувам, сме ама навистина екзотични. Екзотични, да, значи црна дупка, не знаат. Па не знаат дека постојаме. Прво не знаат кај сме, не везе тоа, али второ не знаат пошто реално што да знаат. Што е тука толку специјално? Ние и тоа треба да стргне од глава да мислиме дека нешто сме нешто преспецијални. И тоа не валја. Да, има талент, има автентичност, ама генерално статистички, продукциски, у смисла на production of music, као джез, као да мас продуцирање, на квантитет, они се многу повеќе, што ти колку и да имаш, нели, они ако има 20 албуми, не знам, они на, ето Германија, например, сигурно некој ratio ни е, леле, да не лупам, може 100 на 1. Он ќе прави 100 албуми. Па кај нас во Македонија 10 албуми годината излегува. Добро, сега збораме за 10, да. Тоа е добро. 10 има, мислам, околу 10 некоја бројка. Сега
Да. За квалитетот и за начинот на кој ги снимат не можеме да зборуваме, ама мислам дека околу 10 годината излегуваат на джез и современа музика. Добро, ајде да видиме за аудиокултура. Ти свиреше тука концептот Да. Life at Промоција. аудиокултура и како ти се допадна, затоа што јас напишав едно прашање и ќе ти го прочитам. Аудиокултура преку концептот Life at аудиокултура успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската рамка. Што е многу битно. Што е за мене. многу битно. За мене лично многу битно. Така, креираш едно повисоко ниво на промоција на джезот Да. и генерално на музичката изведа во живо. Впечатоците од публиката се извонредни. Каква е твојата перцепција за ваквиот пристап од музички аспект? Или како музичар, Да. што за тебе значи овој концепт Life at аудиокултура? Секаде да мислам, тој принцип, ја го делам на два дела. Значи една е она grassroot, како се вика, као bottom up култура, во смисла Од долу нагоре? па да, мислам се во смисла не институционална, добро, иако не е ова институција, ова е на приватен ефорт. А од другата страна е станува институција, од друга страна станува, затоа да. што поќе од 2 години е најпрестижно место каде што во Скопје можеш да Значи двата да промовираш собствена музика. Двата аспекти Пази, се значи многу- не велиме како што кажа имаш jam session, таа имаш jam session, имаш Да. стандарди. Значи велиме за концепт кој што ги поддржува артистите собствената музика, нели тоа што Најбитно. на Филип Тоа е е најбитно. музиката тоа да го представи. Тоа е најбитно. И доаѓа публика и те гледа Да. и добиваш аплауз и добиваш се, така да Да. е многу битен концепт. Спрема мене. Така, значи мислам една здрава джез сцена ја прави баш тие два дела. Значи едната е она неинституционализирана, за мене што е многу битна. Барови, джез клубови, whatever, не мора да е некој ентитет, а може да е сладкарница. Ама ако има концепт кој е тоа дефинирано што се прави, ако е за уметност направено, ја би свирил од прв. Нели има Пица Експрес, како се вика Да, во Лондон, Pizza Express. Тоа не застанува таму. Да. Пица вали ли има таму? Не знам, може да не нема, не сум сега, не ме сваќате еднаш проверив, ама мислам ти се заебав, не знам дали има. Еден мој другар има свирено во Pizza Express. Така да. Македонец има свирено. Тоа е тие сите месеца, значи сега сме малце по прогрес. Ето, некои места као ово на пример, тоа е плюс за таа култура и другата што е ова со како на пример сега Светла точка исто национален джез оркестар, значи секоја поддршка, што е многу битно. Многу е битно да сме институционализирани и исто она да се тераме она урбана или неурбана било каква клубска whatever, не мора да е клубска, стан нека сцена и двете се многу битни заедно здраво за точно на крај ден исти луѓе се, мислам дали ќе свират тие тука, дали ќе свират таму, тоа е све едното исто, така да све, значи све е потребно. Не може само да има фестивали, а да нема ниту едно место кај што ќе може да се презентира автентична, као in your face, као на пример тука блиска до тебе музика, тоа што си ти, тоа што си артистот. Сите знаеме дека малку на отворено на тие фестивали си не чудно да се представи. Се качуваш на сцена и најчесто е долу темница, ништо не гледаш и само свириш. А тука ти е публиката пред тебе, на едно метро ти е. Како што си дома и реално ова музика е така. Исто е за класичари, значи многу сме блиски во многу сегменти, значи и на нив ќе ми биде нормално зафркнато да се качат на сцена со поечала, со монитори, тие се све artificial sounds кои што ја ги неќам и мора да се научиш да живееш со тоа. Така да тие две, мислам, две страни се многу битни заедно, што ние сме сега у плюси од двете, така да не е најлошо, сигурно е било и полошо. Така, ај да видиме за акустиката, озвучувањето и амбиентот и слично тука, како ти гледа тука, како ти гледа на други места. Да се надоврзам и пофалби за литература кој што почна еден джез серијал кој што исто така одличен, има многу потенцијал. Значи така да се има минимум 2 места кај што може. Тебе важни факторот на акустика, на амбиент, еве за концептот како аудиокултура. Па да, тука мислам стварно на ниво аудиофилско направено. Свака част битни се
Зависи до концептот, некој пат сакаш од црква, сум свирал, например, чрч. Да, алтернативни сцени би ги нарекол. Алтернативни Church сцени може да биде Од, алтернативни. да, све може да биде. Све може да биде. Тоа е сега многу нели као ин тема алтернатив Да, venues. да, и сега И многу за класика и за джез. многу го, Не е само го гледам. форсираат тоа дека треба, ајде да, нели во последните повици од Министерството на култура имаше откриваме нови алтернативни сцени. Да, па при аплицирањето едноставно форсираја да откриваш нови сцени што Кај нас процесот тоа е. мислам дека тоа многу и не држеше место затоа што многу е тешко едно како ќе направиш 3 концерти и ќе се роди сцена, мислам тоа нема везе. Треба минимум 2-3 години нешто да се работи, тоа да се работи на пример како овде што се работи. Да. Имаш концерт секоја недела, па за да стане сцена. Не можеш ти со 3 концерти и тоа беа мислам и самиот повик беше мене ако ме прашаш сгрешен. Океј. Добро, и тука би станало збор за Моктана алтернативната сцена. Што мислиш спрема тебе? Каква е Моктана таквите алтернативни сцени? Кај што имаш 3 концерти во година. Поне, све е за похвала, мислам, нема правило. Сега најидеално е да се креира long term и политика и као Ама и одржливост да има. за одржливост, тоа ми беше цел збор, да. Ја пак ќе кажам, мене ме е многу покул секоја недела да се свири поеднаш на некое место, отколку да има два фестивали у година. Да, те разбирам. Види, Тоа ми е иако пак ќе кажам, супер се и тие, значи сега тоа е битно. ај сега едно, ама искрено ќе одговориш Да. прашање. Јас ова кога го смислував на сите што ќе ни бидат гости во подкастот и го поставам. Хајде збор два за джез фестивалите во Македонија. Каков е вашиот, значи твојот однос со луѓето во организација? Особено кај оние задолжени за програмското уредување на програмите, значи Памти Да. Плис, и колку сте задоволни и дали се служувате со различните концепти кои се застапени? И по можеш да образложиш, сега јас ќе набрам неколку джез фестивали кои што успеав да ги извадам. Да. Значи имаме Скопски Да видиме джез колку фестивал 42 едиции, претпоставувам ова е во континуитет 42 години, Оффест Скопје 23 години, а Стиво джез фестивал 14 години, 14 изданија, но мислам дека е тој со прекин. Прилеп джез викенд 12 изданија, денес се е джез Скопје 8 изданија. Today it's all about jazz. Да, денес се е джез, мислам, така се вика на македонски, зборувајте македонски, користете кирилично писмо. Па и не мора, зашто? Джез Фабрика фестивал Битола, ќе да ги Знаеш допрочитам. така му го скрие Седум- човекот името. 7 едиции. Па така е на Facebook така стоеше. Денес се е джез. Today is all about jazz. Кирилица. Па го немаш проверено. Добро, ајде да ги допрочитам. Значи Джез Фабрика фестивал Битола 7 изданија, Куманово Да. Джез фестивал 7 изданија, претпоставувам и години, кај Вардарот Джез Скопје 5 изданија и Арт Генератор Велес 2 изданија. Сега поправиме ако има уште некој джез фестивал и колку избројавме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 кажав. Не знам, немаше нешто во Куманово исто? Па го кажав Куманово джез Кажи, фестивал. тоа 10. го испушти. 10, значи имаме 10 фестивали, толку немаме клубови во Македонија за да свириме. Па, тоа е солидно. Солид, мислам на 200 по 200 километри ова, нели, квадратни вакво површина, мислам дека не е, мислам дека е сасем солидно. А каков е вашиот однос со луѓето Јас организацијата се- и тие кои што се задолжени за програмско уредување на фестивалите? Ајде да те видам Тие тука. Ипак Биди се- искрен сега Ипак се малку. приватни ентитети, тамо Аха. нема, тамо има, како и секој фестивал приватен, и ја да си правам фестивал приватен, да имам средства, па нормално мора да има некој кој што ќе координира програма и најкрај мора да има избор кој ќе свири, мора да се направи некаква одлука. Тоа е сосем оправдано и нормално. Да е некој државен, не знам ти каков фестивал е, таму мора да помине низ многу повише филтри, затоа што се државни пари у работа и мора да се биде многу по, нели, предпазлив со тие средства. Мислам дека све е окей, сите сум јас апсолутно окей. Имаше еден случај сега последно кај што одбив да свирам, не кажам кај. Многу политички звучи ова. Ама нема веза, Реков дека ќе политика бидеш па се е искрен. политика. Добро, Добро, окей, ако окей. кај што одбив да свирам затоа што мислам дека
Беа малку поценети средствата во однос на тоа колку се имаш и тоа е најнакрај одлука на артистот. Тука нема ништо лично. Добро. Као сакаш да свириш, не сакаш да Апсолутно, свириш. ако сакаш да И свириш. кај нас е многу проблематични овој фестивал. Јас знам пошто и јас сум добил проект за снимање во Германија. Тоа е веќе друга тема што може да ја збориме и е многу интересна. Ама јасно ми е како се аплицира, све ме и сум аплицирал, ја на пример Македонија ништо не сум добил, 45 бода, како она што не одбија заедно, така и тебе исто те одбија. 45 бода, се знае таа комисија кафе пиела таму, имала список. Значи ова да не го сечеш. Значи тоа се знае како се идело до сега, значи тоа е тоа. Не може веќе така да се иде. Значи мора да се има критериуми и Така мора е. да се иде на квалитет и на поени, ама поени има како што ги бодува, они си имаат како нека матрица за Гледај, како ако сакаме во Европа, јас цело тоа е време нормално, не може и таму бе криминал. Мора да имаме европски стандарди и во Метно се. оценување и во се. Мора да и има, што е Сега интересно. ќе ти кажам, јас еден многу интересен факт, и мислам дека знаеш, ама мислам дека луѓето од подкастот. Да. Сашо Поповски никогаш нема добиено собствен проект. Значи на име Сашо Собствен? Поповски немам добиено. Епа, Ни за мора концерти, да за ништо станам- немам. да Немам станам- добиено. Не така- треба да станеш Сашо Друг Поповски. ентитет, правен ентитет треба да стане. Да се вака. Да. Како джез фестивал, да, имаме поддршка, иако таа е мала во однос на тоа што добиваат. Ќе си отворам Еле, фирма, што? Знаеш, има фестивали кои што добиваат за македонски стандарди, сериозни буџети. И јас направив една многу интересна статистика, не знам дали ти ја запамти, и на неколку медиуми ми кажав дека минатата година Министерството за култура даде близу 13 милиони денари за джез проекти во Скопје. А за 13 милиони денари. А за останатиот дел од државата Околу имаше 180 евра. милион и пол денари за джез проекти. Извини, мене рачунав колку е 24-та. 24. Добро. Добро, не го рачуне во евра, гледај во денари. Во дене, добро. Значи па не знам. 13 милиони напрема 1 милион останатиот дел од државата за сите градови, што е, не знам, тоа е многу малку и мислам дека тука треба многу посериозно. Тоа многу кажува за нашата А култура, за нашата кафе култура. А уствари имавме, значи сите повици до таа што беше програма за култура 18-22, еден од главните приоритети беше децентрализација во култура. Ама немат концепт тоа, тоа се луѓе кои што гледаш. он од Каков Скопје, апсурд има? тука нешто политика немат испаднато тука и он ќе води политика за децентрализација. Пример, Германија е една од најфер земјите, пошто они се тоа си го реализирав, зашо вака како вака. Така. Пост-war синдром ја зездавме скроз. Така. И сега другари equality. Сега ќе играме на карта на equality. Не ме е битно кој си, што си, иако и таму има она ово е добар recommendation, секаде постои тоа, не може да не постои, тоа е нормално. Меѓутоа, кога се работи за државни пари, таму нема recommendation, таму не може да има, не може некој тебе да те нема, си има луѓе, филтри, критичари, музичари, све е уклучено и мора да се помине низ филтер. Имаат огромни буџети и се дават многу средства и што е многу интересно се дава средства, ти знаеш од старт колку отприлike земеш, а не како вас. Кај нас главниот проблем, јас зашто не можеме некад и ние не можеме цена да кажеме, колку бараш. 500 евра барам по човек. 5000 евра барам по човек. Нема смисла муабетот. Он не знае колку ќе земе. Значи он се аплицира, чека месеци и му стигат и му кажуваат и сад се крсти. Ти, значи тој процес на ја мислам знам низ какви трња поминувате. Тоа е нешто и сега што се случува скопскава шема, сите веќе окей се знаат нешто као. И сега на база на ало или не знам, може има и некоја друга шема, па веќе некако се знае кои фестивали зимаат, кои фестивали не зимаат. И оправдано, сите тие фестивали треба да земат. Апсолутно треба да земат. Апсолутно дека треба да земат. Тоа што политиката, овие што креираат политика, наметнуваат еден таков систем да и луѓето што ги креираат фестивалите треба на некој начин да гледат да кроз све да идат за да имат средства, да може да иде и платат. Тоа е веќе систем на искривени вредности според мене, кој што не може, не треба, не може така да функционира и се има, да се има, што викаме крај колај. Ама види, многу е битно да има джез фестивал во Охрид, да има джез Како фестивал во Битола, во Кефкелија, во Струмица, и Тетово, Гостивар. Значи, битно е. Сега,
И од друга страна, како што има даночни обврзници, како што има луѓе што плаќаат и што го полнат буџетот на оваа држава, така и тие луѓе не треба стално да дојдат до Скопје и да потроши, не знам, 2000-3000 денари за пат за да гледа еден џез концерт. Се е работа. Треба и во Битола да има џез фестивал. Да. Затоа велам, значи треба реално да биде спроведена таа културна децентрализација. Значи ако се бориме за културна децентрализација, па дајте ги парите таму каде што треба да одат. И ако се залагаме искрено. И уште еден друг момент, буџетот за култура генерално е многу низок. Па низок ли е? Па да. Па не знам. Ако ми се точни Ја мислам да повеќе за бројките, глупости дават. 0,7 од бруто домашен БДП како му доаѓа. И за тоа има начини. А за наоружување, или како е за војска е 2 или 3%. Да, со НАТО ова е нешто. Значи пари нема за култура. Отидува парите за пушки и пиштоли со НАТО, со културата, значи многу ја калкулација прават овие нашиве. Али битно, да не претераме сега. Ќе го сеќам како направи тоа. Ајде, safety reasons. Safety reasons. Добро, ќе кажеш. Се средо, сакам да кажам за сега уште паралела направи со џез фестивалите и сцена и клубови нема. И како уствари преку клубовите треба да се родат, да стигнат до фестивали. Оти кај нас е обратно. Обратно е кај нас. Ние првем треба да настапиме на фестивал, па после да почнеме да креираме некаква сцена. Значи се е обратно. А треба процесот е обратен. Од клуб треба да излези проектот, па за да може да биде на фестивал и после да има одржливост проектот. А ние како правиме, се спремаме, значи како артисти за да настапиме на фестивал и после немаш клубски каде да го правиш. Еве кажи ми тројца што имаат турнејани из Македонија, џез бендови, 3 џез бендови што имаат турнејани из Македонија направено. Свират на 3 места и толку е. Ако успеат да отсвират 3, збораме во една календарска година. Па пак ќе доидеме до тоа. Најдобро е да она bottom up. У смисла капиталистички приватно да е тоа. Неколку џез клуба што ги знам, ево сум свирил она Опус во Будимпешта, еден од најелитните. Да. Будимпешт џез клуб се свирел. Јас свирев во Значи тие се пријатни. Тие се пријатни институции. Не сум апсолутно сигурен за Опус, али знамо да е Будимпешт приватен. Приватен. И двата се приватни. У Берлин овие има неколку, и тие се приватни, не знам што е, мислам, па и тоа може да е у склоп на некоја институција, не е ова Сан Франциско џез што има таму нешто, дали е тоа не институција се Линколн центар. Епа тоа е добро, таков некој фазон, на пример. Ама тоа кошта многу, тоа ние сме светлосни години, нема да го живееме, јас и ти во Македонија тоа да го видиме. Мислам тоа веќе функционира, нема да го доживееме. Не, тоа нема да го доживееме јас и ти. Добро. Види, ова прашање, значи сега го одговори. Сте настапувале надвор, споделете со гледачите на подкастот како дојде до таа соработка и што беше пресудно за ваше ангажирање или ваш концерт надвор. Бидејќи живееше надвор, дали тоа беше пресудно што живееше надвор па да добиеш да свириш надвор или сакам да направиме на паралела колку е тешко, значи сакам тој што ќе го гледа подкастот, претпоставам млади луѓе кои они калкулираат, ова Gen Z нешто калкулира у глава, да. Што сака да учат џез, колку е тешко ти од Македонија, значи како продукт да одиш надвор да свириш. Многу. Кажи, направи паралела. Па види нормално ако живееш у Лондон, ја тоа сватив. Ако живееш, сакаш да свириш у Лондон, живее у Лондон, ако сакаш у Берлин да свириш, треба да си у Берлин. И тоа не те пресудно дали ти ќе свириш или не свириш, меѓутоа шансите се нормално повисоки, затоа што ова не е категорија која што нешто вау платена. Така да тоа е сега, тоа е се клубски, тие се она мувмент урбан, а фестивали поголеми не сум свирал нешто вау, али сум свирал на пример по клубови доста елитни кои што важат, ето Опус, сега свириме Барцај, Швајцарија. Тоа е супер. Донау. Ќе свириш со македонска екипа или со германците? Не, германци, швајцарци, не знам што ќе бидат, нешто ќе биде. Да, супер е тоа. Донал 115 у Берлин. Не знам, праќав материјал. И тоа исто многу зафркнато. Статистички од 30 места 7 дали ќе ти одговорат. Да. Од 100 мејлови може да ти одговорат 7-8. И ако добиеш мислам едно ако добиеш си вау. И тоа пази ти пишеш у јануари, а им пишеш за концерт во септември. 8 месеци, и тоа за доста неплатени. Така да не знам, може да варира од држава. Јас сега направив некоја паралела тука нешто Германија, Швајцарија.
Швейцарците се подобри, тоа што имаат повеќе средства, имаат луѓе кои што се работат, букинг агенти. Не букинг агенти што работи, што прави букинг, значи си има платен некој, што така треба да функционира, а овие другиве се приватни, па сега тоа е проблем, знаеш, кој е приватен, некој па не знаеш до што му е доедено. Така да многу зезнато, али не знам како е од други држави. Франција исто има многу конкуренција, Париз, свиревме таму некоја затка пред 2 години, ама тоа беше као 3-4 концерта, А али спиевте во Париз? Па да, спиеве таму другари, мој. Ама тоа е друго. Помњарачо е, да, ама тоа е се на рок н рол. Јас сега преговарам за еден концерт во Париз. Преговарам за концерт во Париз и промотерот ми рече добро, ама нема да спиеме во Париз. Ако да добро што. Ти спиеме Па нешто на 60 километри за сега. Ма знаеш зашто така, пошто 150 Тоа е евра скапо, да, per person, да, тоа е премногу. Да, многу е скап Париз. Не знам како е од други држави, ама битно е да развиваме ова тука дефинитивно и да има континуитет. Најкрај не е толку поразлично дали во аудио култура ќе направиме џез концерт или мислам може да секој концерт е различен, нели, ама не знам, они често зборат за ама џез публика. Ма таа истата публика е таа, истата публика. У Скопје па има луѓе што слушаат добра музика. Да. Нарочито тука. Кај што овој концепт бидејќи е 50 limited, нонстоп е полно. Ама не, и луѓе на пример, ето. Ама нонстоп е полно и букирано е онака денес објавуваат, другиот ден е како е booked and busy, како sold and busy, знаеш, значи има публика. Реално. Па има, ние македонците сакаат добра музика, тоа е апсолутно. И на некои места кај што пушкаат добра музика, некои кафичи или барове, има концентрација на луѓе кои што слушаат добра музика. И на тие ја така некој гледа исто е на страна, што ти не очекуваш која е таа, ја не знам која е таа џез маса, не постои таа. Може да има фанатици повеќе таму дефинитивно, апсолутно, ама на крајниот ден што по мене е тоа битно кој. Да, воопшто. Битно е само максимум гажа да излечиш. Добро, и сега јас завркавам. Океј. Кога не би бил џез музичар, што би бил Филип Динев? Тишлер. Кој не би правил? Не озбилно. Кој не би правил? Што прават куини? Да, тоа ме. Тоа сакаш, што го сакаш? Не знам куини, јас го си готвам многу и фасциниран сум цело време од куини. Браво. Тоа ме Супер професија. Ако ептен да не е музика, сакам е. Ама не мора да биде музика, било што нешто што би сакал. Јас ти кажав еден пример кога се слушнавме за Аберкромби. Знаеш дека Аберкромби сакал да биде бейсбол. Бейсбол плеер. Бейсбол плеер сакал да биде и не успел да стане бейсбол плеер и станал џез гитарист. Па среќа што немаме ние бейсбол тука, значи сите џез гитаристи. Не, спортист дефинитивно не, гимнастичар можда. Добро. Тоа малку мал ми беше и уште ме е фасцинантно. Не знам, она ме влече дизајн, такви некои, ама графички, не знам да цртам али за вака за. Ама видео едитинг знаеш ми. Тоа медија, све што е медија, значи све што е дури аудио и видео медија, нешто со тоа или програмер не би бил, мислам сега сите стана програмери, што е све окей, таква ера живееме. Значи секој, ја мислам оти базично можеш да го научиш. Ако сакаш да станеш уметник у програмерство, тоа е веќе друга дисциплина. Да, али она јас пак ќе кажам, мене зашо мора да се борим, значи ти можеш за година-две што год сакаш да станеш, значи whatever. Така. Што не можеш да станеш денес 2 години? Everything that pays the bills. Everything that pays the bills. Ај стани ти професионален музичар за 2 години. Не за 2, ај стани за 10. За 5, за 10, за 5, за 10. Од нула збор. Нема да станеш. No. Тука е тоа колку луѓето не сваќаат со каква материја се занимаваме ние. И тука е тоа, ја мислам, држава треба да има стварно слух, сенс да има. И не све да става у ист кош. Они и народни и вакви за афирмација на тоа. Билборди, слушате македонска музика, не бе, сакам иранска музика и слушам по цел ден, 2 години. Значи, тука се гледа само уметност, у смисла техничко креативен процес, значи како е тоа, дали е зрел, дали не, значи си има таму параметри. Наука е најнакрај тоа, не е гола вода, така да мислам да ја би многу повише цената и редно е може да ставаме веќе карти да продаваме на. Знаеш, 500 веќе секој троши на хамбургер, значи сега
Само ти нормално е да се става веќе карта на Добро, Сашевије. добро, Скопје публиката не е учена да купува карти. Ако ме прашаш за Да Битола, купува? не е. Не. Не, и по малите места се уште има, претпоставам има таков останатиот дел од државата, не по малите места има таков проблем. Но генерално ние, еве, како реализатор и организатор на Джез Фабрика, ние се трудиме, значи картата да биде во рамките на буџетот кој што може секој да дојде да го купи, не, да купи карта. Но се уште, еве, 7 година, се уште има проблем со продажбата на карти и тоа е некакво, не знам како да го кажам, зборот не знам како да го кажам, некаков парадокс можеби е некаков, не знам, не се навикнати луѓето едноставно. Па тоа е, како ќе навикнеш? А тоа што го кажа, мислам дека во изминатиот период, ајде да речеме 6, 7, 10 години, мислам дека се одеше на таа масовна естрадизација во културата и тоа што денес ние го живееме, се да биде народно, забавно, популарно, а да ти го продаваат како култура. Тоа нема веза, тоа ама го продаваат како култура и после ти како навистина како уметник. Не би бил искош. Да, како уметник не можеш да се добереш ни до спонзор, ни до поддржуваш, ништо, затоа што веќе тие пари кои што се наменети се даени во името на културата, но ги искористила естрадата. И мислам дека ние генерално треба и за тоа да се бориме, покрај рековме за македонски експорт, дека треба да се бориме. Да. Треба да се бориме за ова затоа што естрада и култура треба да му објасниме на луѓето со пари во џепот дека не е исто. Да. И дека ако сакаш да финансираш култура, ќе му даеш на Филип да сними 2 албуми, 3 албуми, 5 албуми, а не да мисли дали утре ќе може да ја плати струјата или да ја плати сметката. И ќе те представува, тоа е друг мове, да. Филип ќе те представува, нема да те представува, не знам, некоја певалка што ошла во Австралија и што пеела во црквата кај нашите, нели? Значи одиме во Австралија, кај свириме нигде. А Филип свири на фестивал, Сашо свири на фестивал, другиот свири на фестивал. Светски реномирани фестивали, така. И ако се грижиме на вистина за уметниците, за таквите уметници треба. Кажа, е многу тешко да ја видиш што кажеш, во не сум ево аплицира, ја пушти апликација. Не знам дали ќе ти прочитат. Не знам. Ајде, војна ќе се смени и редно е да се смени затоа што ај пак ќе повторам, мислам, може досаден сум малку. Ако сакаме да одиме во ЕУ, треба да создадеме прво ЕУ вредности кај нас. Само така може да се збори веќе, нели, цел живот, ама ајде, овој подкаст може ќе го види некој кој што може. Треба. Кој што може и има шанса да одлучи нешто. Океј, и последно прашање за овој Джезот денес подкаст. Дали ти се допаѓа името? Джезот денес. Джезот денес. Да. Today's Jazz. Today's Jazz, Македонија. Да. Одлично. Да. Пофалби стварно све пожелно. Океј, тоа не беше последното прашање е ова. Сега искрено, ама за некој млад што допрва доаѓа и за млади луѓе кои што утре би бил нова твоето столчек што ќе седне. Каква порака ќе му дадеш? Или ќе им дадеш? Во множина. Во смисла ако што сака да прави ова? Да. Ама искрено. Имаше 5 секунди. 5 секунди, пошто не сакам да имам екстремен. Фейс што има, гледаш тие емисиите што има онака фейс како што ќе направи, лажи овој, знаеш. Не. Изгледа лажи. Апсолутно. Ако она интринзик што го вика, значи внатрешно ако чувствува дека треба да оправи тоа по секоја цена, он треба да оправи тоа по секоја цена. Така е, јас така мислам. Толку мислам тука завршува. А што е ова што оправиме? Тоа го анализирам многу време и е на граница со, значи, многу, да не звучам лошо, али тоа е некоја, не знам, значи, нешто допамин, стрес, некоја блага варијанта на наркоманија што па да, мислам, со што се блага варијанта. Ти свириш цело време, вежбаш, сакаш нешто да правиш, уметност генерално, нели? Да. Се представуваш, се зборуваш со самиот себе си. Се зборуваш сам после илузија, ама потребно е. Потребно е за луѓето. Conversation with myself. Потребно е. Да, и да не, мислам, ако не му се свига некој тука, па иди види како е страна, така, знаеш. Нема не завршува таа опција дека можеш да излези човек. Миграцијата е многу природен процес секаде. И во Германија, и у States, и од не знам, друго место. Еве Курт Розенекил живееш во Берлин. Бред Мелдер живее во Амстердам. Да. Не е тоа. Не, само ако стварно тоа е, значи ако
Пошто види после и на конкурси таму взимаат никакви пари. Што имало, нешто песна, имало некои таму афирмирање национални вредности. Какви национални вредности? Добро, ама пази, од друга страна пак земји како Франција, на пример за невработени или за селф, како се Да. викаат артисти, доколку успеи во текот на една година да Е, направи да, 5 да, концерти тоа е надвор од култура. државата, им плаќаат Уметничка. цела година, добиваат пензиско здравствено. Не е надвор. и такви, Јас нели како е тоа? Имам другар, тоа И е добиваат патни Маш- трошкови, хонорари, смештај, хотели и таква работа за да прават аха турнеи. плюс. И како национален уметник ги третираат некако така. Значи начини такви за моменти. подржување на македонските уметници постојат многу. Тоа може да седне на маса и се разговара, значи ние сте знаеме по некои начини, што сме ги искористиле. Дали за тур фандинг, дали за продакшн фандинг, whatever. Значи има дали Министерството од култура да улабави малце таму границата, ние не знаеме ти граница која минуваш тука, не знаеш дали ќе ти каже нешто атак карнет, нешто може да те врати, или еднаш бевме таму Косово не вратија. Све се средува тоа се да, извини нешто ми кажа, ама забори што ми каже. За младите? За Или- младите. Добро. Кој млади веќе? Ова е джез, така да. Ама нема многу млади. Тоа е малку страшно. Нема, да. Тоа е малку страшно. Да, Зашто? нема, На 2-3 средни, не знам колку сега, не бев средна музичка, ама свирев па тие. Што не праќавте нели да ги. Па тоа беше, па тоа е, окей, сега, знаеш. Супер. На два факултети на сега национален биг бенд, кој ги свири народен тромбон, кој ги свири народна труба, кој ги свири, не знам, тенор, баритон, саксофон, значи ова е многу сериозно. Значи ова е многу сериозно. Исто како и се живи дио. Како што идат доктори, ние може ќе почнеме Почнат да си одат и- експорт да правиме за уметници. И не ни иде лошо, ја би кажал. Да. Океј сме. Да. Мислам, добри сме и како да, така да малку национално прашање, малку приватно капиталистичко. Добро, уште нешто ако сакаш да додадеш или нешто што ќе го плајме како real. Здраво на сите, јас сум Филип Динев, вие гледате Джез од денес, подкаст за современата джез сцена во Македонија, па и надвор од неа. Гледајте не и мислам дека ќе се инспирирате. Поздрав!